Добар ден, почитувани граѓани на Велес. Денес политичката партија Демократи прави протест по 6-ти пат. Ова е 6-ти град во Македонија во кој што правиме протест против астрономското покачување на платата на функционерите од 78%. Ние сме единствената политичка партија во Македонија која што прави протест против ова покачување. Сите многу добро знаете зашто е тоа така. Тоа е така бидејќи и тоа на СДСМ и на ДПМН и на сите други останати партии, ДУИ, им одговарува покачување бидејќи имаат своји пратеници, имаат функционери на власт од Социјалдемократскиот сојуз кои што имаат извршната власт, но и од ДПМН кој што има градоначалници 42 на број и сите тие добија покачување. Затоа тие не излегуваат на овие протести, да ви биде едно јасно. Ние решивме и се одлучивме тргнувајќи од Скопје да правиме повеќе протести из Македонија. Еве стигаме сега во Велес, 6-ти град. Ние овдека ќе имаме неколку говорници кои што ќе кажат што мислат во врска на оваа тема која што е актуелна веќе 4 месеци. Властите се обидуваат упорно да спласнат оваа тема за да нели се заборави бидејќи народот заборава. Така они сметат, меѓутоа сметам дека сега во ова време не може народот да заборави бидејќи ова е дигитално време кај што ние постојано ќе ги потсетуваме што тоа они прават за Македонија и за граѓаните. Почитувани сограѓани, знам дека 32 години различни политички партии ви кажувале се и се нешто и знам дека веќе и на вас ви е доста од лажни ветувања. Знам дека во вашите очи ние сега вака кој ќе излеземе, си викате дека и ние ќе бидеме исти. Само се една теза ќе ви кажам зошто не сме исти, бидејќи ние постоиме од 2018 година, не сте запознани со нас поради блокадата на медиумите. Меѓутоа ние не сме исти, бидејќи ако бевме исти со нив, немаше да бидеме против нив, ќе бевме со нив. Тоа е таа реченица. Затоа ние се бориме против СДС, ДПМН и ДУИ. СДС, ДПМН и ДУИ се политички структури кои што врз база на национализам, бидејќи досега никој не го кажа тоа, врз база на национализам 32 години, народски кажано, го јаваат македонскиот граѓанин, се подсмеваат со него, економски пропадна, психички и на секој план гледаат да го уништат. Замислете, имате македонски политички партии, имате албански политички партии, имате турски, имате српски и не знам какви. Тоа е жива трагедија во оваа држава. Тие политички партии што ги користеа со таков национален презнак, само ги искористија да го поделат народот да се кара, ето вие се каори, а од другава страна се шиптари, другите се цигани и се уште не знам што, да направат национални тензии, да не се почитуваат меѓу себе, а за тоа време, додека граѓаните се расправаат, оди да крадат. И тоа е евидентно. Затоа треба да се бориме да се укинат такви политички партии со национален предзнак. А ако сме ние во Македонија, ние ја не велам сите македонски народи, ја велам македонски граѓани. Сите ние одека сме граѓани, дали сме македонци, дали сме албанци, дали сме турци, дали срби, роми, не ми е битно. Ние сме родени сите тука и ние треба да се бориме тука за нашата држава Македонија. Ние се наоѓаме во Македонија, нашата држава Република Македонија. И мене ми е криво зашто многу мина македонци, многу мина албанци, роми, турци, кои што се во Германија, таму ги почитуваат законите, таму се е во ред, а овде кои ќе дојдат, буквално ништо не се почитува и секој си го тера своето. Не може повеќе тоа така. Не може ние така да градиме нека функционално општество. И замислете, овие политички структури кои се наводно се патриотски, секојдневно се обвинуваат за наводни криминали, меѓутоа никој од нив ниту се повеле меѓу себе постапка, дали е сега кога СДС е на власт, а ДПМН нели опозиција, па секој ден излегуваат со различни обвинувања за криминал, не знам што ти не, евидентно е дека се прави. Меѓутоа, они никогаш не излегува на суд и докажат, овие стварно праве криминал. Зошто? Затоа што и СДС кога беше во опозиција, а ДПМН беше на власт и СДСМ го правеше истото. Овие крадат, ние градиме, овие крадат, ние градиме, а уствари заеднички крадат и крадат македонскиот народ, сите граѓани на Македонија, извинете. Еве сега пристигна информација, замислете пред половина час, од ДПМН стигнува информација дека на 12 километри од границата со Косово, Ани Елези, поранешта генерал Јанковиќ, упаднале двајца косовски полицајци и еден војник на косовските безбедносни сили и се уапсили во селото Орман.
Тоа го кажува Драган Ковачки од ДПМН. Од каде му е таа информација јас не знам, меѓутоа ова е сериозно обвинување и дали ова е почеток за дигање на некои меѓуетнички тензии, ја не знам. Значи ова е сега информација пред половина час. Замислете какво обвинување ова. Ова е обвинување дека имате полицајци и безбедносни сили на македонска територија, како што се случи во Србија. И дека наводно се задржани во полиција во Орбан и не знам кој ќе случува. Замислете кој е тоа обвинување. Вакви обвинувања ги имаме на секојдневна основа и сега ја лично ја не знам дали да верувам дали е тоа вистина, дали не, па ќе чекаме вечерот Министерството за внатрешни работи имаат портпарол. Секогаш верувам на Министерството за внатрешни, кој сега да е министер не е битно портпарол, меѓутоа мислам дека дали они се најсоодветни може да одговорат да кажат дали е тоа вистина или не. Меѓутоа ова е сериозно обвинување. Со вакви теми кои што ти спукаат бомбастично, се трга на страна сето овие 70% пред 4 месеци, да вие заборавите, утре ќе ви доат ДПМН, ќе ви доат овдека да ви барат гласове, ние сме за Македонија, овие не се, овие обратно рамо до рамо ќе ви кажат дека они биле со граѓаните, дека ДПМН биле продавничка, сите што се нели против пример договорот со Бугарија, сите ние сме биле антиевропски настроени. Значи тезата нивна е дека ние сме проевропски, значи антинастроени, што е невидена глупост. Значи само они се проевропски, сите други ние, значи сме за истокот, не знам зашто. Значи ние како политичка партија сме за Европската унија, сакаме да влеземе, меѓутоа треба да влеземе со справена глава. Сакаме мир исто така да имаме добри односи со Руската федерација, со Кина, со целиот свет, тие се светски сили. Не гледам причина зашто би се карале со едни или со други. Ви имавте Тито, вие знаете, јас сум 98 роден, татко ми знае. Знаете кој лидер беше тој. Беше со сите и знаеше да раководи државата и да создаде движење на неврзани и така натаму, да не се објаснувам, премногу знаете. Затоа јас кажувам, ние треба да се бориме против сите оние кои што се националисти, независно дали се македонски националисти, албански националисти, српски националисти, ромски, не знам како. Ние мораме да се бориме против овие. Прво, ние треба да се пресметаме со овие луѓе, затоа што овие луѓе, врз база на тој национализам, ја крадат државата и добиваат од нивните партии, инструкции и нормално си имаат некои своји подобства кои што го возможуваат, а на база на тоа да имаме раскарани граѓани. Ние тоа не смееме да го дозволиме повеќе, зашто веќе на граѓаните им е доедено преку глава од национализам. Овие граѓани треба да јадат. Немаме време да се храниме ние со национализам. Помина тоа време, замина, не требаше воопшто да биде тоа време. Доста е веќе. До кога ние со тој национализам ќе се занимаваме? Свимале овдека имавме едно видео кај што председателот таму кажува дека не треба да постојат партии националност, имаме преку 100 албанци да кажат дека ние сме биле бугари. Ние сме немале држава. Замисли, живее во Бострад ми кажува дека јас сум бугарин, па како нема е срам. А живее во Македонија. Тоа се екстремисти. Ние треба, кажувам паќе повторно, не само албански екстремисти, и со македонските екстремисти што викаат овие шиптариве не треба да живеат тука. Треба да живеат, сите треба да живееме тука. Без разлика националност. Мора да се справиме прво со тие таквите. Ако сакаме да градиме ние држава, да се справиме со нив, па после ќе направиме држава со економија и се како што треба да живее. Ако можат да ги почитуваат законите во една Германија, во Америка и не знам каде, може да ги почитуваат и овде. Овде имаме полиција, имаме судство. И мора да се направи да биде овде како што треба и еднаш секогаш ќе да се почитуваат нормите и законите во оваа држава. Не може овдека да биде више баш и бозлук. Бидејќи доста ни е сите нас. Да сте живи и здрави, не сакам да ве задржувам многу. Благодарам на вниманието, да живеат граѓаните на Македонија, Велес, заеднички да се бориме, да ни се придружите, нема потреба од страф, ние не треба да се плашиме, ние мирно спиеме, сите ви овдека сте честни што седите, они верувајте не спијат навечер, ние спиеме мирно, а они верувајте дека не спијат, а во следниот период нема да спијат уште повеќе од нас. Ви благодарам.